Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Размислував навистина малку како да го почна моето излагање кога станува збор за овој закон за попис, а имајќи во предвид не само што значи овој закон и неговата важност, туку имајќи во предвид и целиот контекст на неговото носење, процедурата, како стигна во собраниска процедура, како дојдовме до ова денешна расправа. И јас само би сакала да кажам дека воопшто нема да се навраќам на она што значи историја, зошто и како не сме имале 20 години попис, бидејќи сметам дека тоа никому веќе нема ниту да ни донесе добро, ниту пак може да направи нешто од аспект на она што значи вистинско решение сега за во предвечерието, се надевам на пописот кој што треба во април да се одржи и за кој што искрено се надевам дека без разлика на различните мислења, различните ставови, односно знам дека сите ние овдека, 120 пратеници, немаме никаква разлика во ставот, во мислењето за потребата од носењето на закон. Сега, дали имаме разлики во делот на тоа што треба да содржи се овој закон? Дали тоа што го содржи овој закон е доволно издржано, доволно јасно, доволно прецизно? Дали се базира на сите меѓународни регулативи, реков и преска, тоа се 4 меѓународни регулативи и една препорака, и дали е во согласност со нашиот поредок, со нашиот устав и што е клучно со нашиот закон за државна статистика. Значи, јасно е дека до ова законско решение се дојде низ еден конструктивен, транспарентен и би рекла навистина прилично стручен начин. Зошто? Затоа што стручни, компетентни луѓе, институции беа инволвирани од самиот почеток, од утврдувањето на целите на овој закон, па низ операционализација, низ сите законски одредби. И тоа е факт. Дали до крај ќе се согласиме за тоа, дали поимникот, дефинициите требале да бидат дел од овој закон на почетокот, или тоа може да биде дел од методологијата која е законски предвидена согласно член 17, нужен, составен дел, методологијата се објавува во службен весник и секако потписник е на таа методологија директорот на Државниот завод за статистика, затоа што тој е одговорниот. Тој го носи, како и правилникот. И сега, тука имавме повеќе расправи, но победи мислењето, условно кажувам победи, мнозинството смеше дека овој закон, ваков каков што е една многу солидна основа, која што е согласно меѓународни препораки и регулативи, која што е во согласност со нашето општествено политичко уредување, со нашиот устав, со Заводот за статистика, значи апсолутно дека може да пружи она што значи вистинска основа за една кредибилна, законска, сеопфатна, многу сложена статистичка операција. И кога сме веќе кај статистичка операција, веруете, јас и одбивам, иако и денеска слушам сомнежи дека ова било политичка операција, се претворило во политичка, зошто законот, начинот на носењето на законот ќе ја претвори во политичка, или поточно кажано, фрла сомнеж дека може да се претвори во политичка операција.
И зошто? Најголемиот аргумент е затоа што законот бил со европско знаменце и затоа што ниту еден од 37-те вкупно чинам беа амандмани не беше прифатен. И па извинете, ама јас не можам да се согласам никогаш, ниту за овој закон, ниту за било кој друг закон, дека тоа е клучниот аргумент зошто ние треба да имаме недоверба во законот и уште повеќе во институциите кои што се главните имплементатори на законот. Колеги пратеници, конечно треба да дадеме шанса на нашите институции, на кои што сме им дале закон, да сме дале овластувања, ресурси и што покажа, па особено тие што покажа дека имаат и знаење, и умење, и капацитет, значи имаат целосен ноу-хау како да спроведат попис согласно современите стандарди. И па извинете, јас навистина не можам да прифатам дека некој друг, некоја комисија друга, која што би ја избрал дали парламентот, дали не знам кој, составен од вакви, онакви експерти, политички, неполитички, па тука ќе загадиме колку е политички, колку не политички. Сите имаме различна представа за тоа што значи експерт. Отколку да таа операција ја довериме на единствениот орган, што впрочем цел свет и го прави. И сега, значи, навистина очекувам дека на крајот од оваа дебата ќе застанеме сите цврсто, сепак и ќе ја дадеме и скажеме ние како највисок законодавен дом довербата и во законот, во болјата да ја направиме оваа статистичка операција од кој што зависи се во државата, зависи се за животот и добробитот на економијата, на граѓаните, на сите граѓани, и на оние ранливи категории, и на стопанството, граѓани кои што имаат имот, кои што немаат имот, како да ги креираме политиките. Макроекономските политики, сите знаеме, креирањето на макроекономските политики зависат од овие податоци што треба да ги собереме. И оваа операција, што значи прибирање, обработка, оценка и анализа и дисеминација на агрегираните податоци, навистина треба да конечно како општество после 30 години самостојност во оваа држава кажеме дека има консензус, има општествено-политичка подкрепа комплетна, а таа ние сме должни да ја дадеме. Ако ние овде во законодавниот дом, во стартот, уште при носењето на законот, искажуваме недоверба во законот, уште повеќе во институциите што треба да го спроведат, па ние во старт сакаме сомнеш да фрлиме. И сега се поставува прашањето зошто би го сакале тоа. Јас навистина не сакам да протолкувам дека тоа се прави заради одбегнување на одговорност. Да, одговорноста е секогаш најголема кај власта. Таа е која ги креира политиките, даден е мандатот на изборите, избрана е како власт, ги креира политиките, ги поднесува законите. Но ние сите овде имаме одговорност. И никогаш не можеме да побегнеме од неа, па колку и да сакаме однапред да се оградиме. Не, таа одговорност сите ја имаме. Почитувани колеги и колешки, јас знам дека длабоко во себе и вие истото го мислите. Убедена сум во тоа дека истото го мислите длабоко во себе. Но, јас се надевам дека овој пат ќе изнајдете, значи сила, да и тоа го демонстрирате преку кревањето на зеленото картонче и овој закон навистина да го донесиме онака како што доликува. Да дадеме можност, да дадеме легитимитет целосен на Државниот завод за статистика, на ПСТ,
пописни комисии за 50 региони. Само така ќе покажеме сериозност и кредибилитет. Ви благодарам.